2 години по хаваријата, кога целосно истече акумулираната вода од браната кај селото Пишица и беше поплавено селото Уларци со околното земјоделско земјиште, сега се најавува реконструкција на овој водоснабдителен објект. Завршен е јавниот тендер, а во тек е жалбената постапка на градежните фирми кои учествувале во аукцијата. Реконструкцијата на браната е од голема важност за жителите од регионот и треба да обезбеди поголема сигурност на населените места кои се во сливното подрачје, бидејќи во 2013 по низината хаварија беа поплавени големи земјоделски површини. Дополнително направените анализи за состојбата со средства во програмата за рурален развој на владата на Република Македонија обезбедивме средства и оваа година по завршувањето на тендерската постапка, на постапката за електронско јавно надавање во негативен правец, значи добивме износ од околу 60 милиона денари, што значи дека некаде околу милион евра ќе бидат директно инвестирани во реконструкција на оваа брана. Според Костадиновски, од програмата за изградба на акумулации и санирање на системите за наводнување, планирани се околу 200 милиони евра за источниот регион, меѓу кои и за Кочани. Пред известен период, вие бевте сведоци кога на лице место го пуштивме во употреба пристапниот пат за река, пристапниот пат на браната Речани, на Оризарска река, во близината на Кочани, помеѓу Кочани и Виница, и оваа брана ќе биде во износ од 40 милиони евра. Значи проценетата, проектираната вредност е 40 милиони евра. Тендерската документација е подготвена и е на самиот крај и очекуваме некаде крајот на месец јули да биде објавен оглас за да биде влезено во процедура да сите оние кои што се заинтересирани изведувачи кои што можат да ги користат овие 40 милиона евра кои што се ставени на располагање за оваа брана да тендерираат, односно да понудат најниска можна цена која што ќе биде доволна за изградба на круната на брана на Оризарска река, така викана брана Речани. Од браната Речани ќе се наводнуваат околу 3200 хектари земјоделско земјиште во Кочанскиот регион, а акумулацијата ќе се користи и за водоснабдување на Кочани и Виница. Инаку реконструкцијата на браната Пишица се очекува да започне кон почетокот на есента.